затоа сега одиме вака, со измена на закони, каде што нема да треба проект, ќе одиме со урбанистичко планирање и да се заобиколат сите процедури и закони во држава, бидејќи 6 години не сте изработили ниту еден идеен проект. А да не кажеме основен или да стигнете до фаза на одобрение, па со тоа да настапите пред одредена европска финансиска институција за да го кредитира тој проект. Немате ниту еден проект. Пред гласањето немало проектна документација. Нешто за што вие критикувате со денови. Член 7 став 4. Пред почетокот на градежните активности, изведувачот има право на авансна исплата од 15% од вкупната цена на договорот. Нели знаевте дека и во тоа време биле исплатени некаде над 60 милиони евра како аванс, и тоа во само една рата? Која е целта и колку такви возила се потребни за овој проект? Дали, можеби под закрилата на овој закон, ќе се увезат и луксузни возила за фирмата, кои ќе можат да се возат без давачки, и која е таа фирма која ќе биде над сите граѓани и компании во Македонија, па да може да си увезува колку сака возила, било да се патнички, било да се пикапи, и после 3 години да може да си ги продаде со екстра заработка. Дали изведувачот доби низа буџетски олеснувања, меѓу кои ослободување од ДДВ за промет извршен кон инвеститорот, ослободување од акцизи при набавка на патничките возила и минералните масла за целите на проектот и ослободување на увозни давачки, ДДВ и акциза при увоз на добра и стоки наменети за автопатските делници. Конечно, договорот содржал одредба со која се предпочита стоките, услугите и технологиите кои што ќе се набавуваат со средствата од кредитот да се набавуваат од Кина.